Вечера сме тука во привечерието на изборите да констатираме дека на македонски брод не му е потребен градоначалник кој што е нестабилен и во 6 години менува 5 партии. Тоа многу зборува за него. На македонски брод не му е потребен градоначалник кој што не направил ништо досега за македонски брод. И се кити со проектите на владата, спортска сала, фудбалско игралиште и слично. На македонски брод не му е потребен градоначалник кој што пред избори трча од партија во партија да бара подршка. Морам да ви кажам дека пред неколку месеци бараше и со мене да се сретне, да ми кажал дека е многу голем ВМРО-вец и дека ако го поддржиме за градоначалник ќе стане уште поголем. Јас одбив да се сретнам со него. Бараше од една страна, од друга страна, преку ово и преку оно и му прати фабер да си тера работа. Бидејќи јас не можам на луѓето од македонски брод да им препорачам таква нестабилна личност за градоначалник. Ако они си го изберат, нивни проблем. И тоа, јас и понудам стабилна личност. Драган Настевски е стабилен човек. Провери го дали ги има. Драган Настевски заслужува да добие подршка. Тој подолго време е во политиката, има искуство, тој е образован човек, магистер, успешен стопанственик, човек кој што луѓето го памтат подобро. Тој треба да добие подршка, затоа што има конкретна програма. Програма во која што ветува конкретни проекти за македонски брод и се залага уште од сега тие проекти да се завршат. Еве денеска заедно со него бевме во Поречкиот крај и ставивме камен темелник и почеток на градбата на патот Порече кон Скопје, кој се треба да биде завршен во наредните 18 месеци, што значи некаде крајот на следната година треба сите заедно да го пуштиме во употреба. Тоа е работа која што ќе сработи владата заедно со градоначалникот. Тој треба да добие подршка, затоа што во неговата програма ветува изградба на резервоар за водоснабдување на жителите од село Сланско со подршка на владата на Република Македонија. Тој треба да добие подршка и затоа што се залага заедно со владата да се изградат 30 станови за социјално загрозени семејства и млади ваши парови одека во оваа општина. Тој треба и така да ја добие подршката, затоа што се залага и ветува уредување на речното корито на реката Треска и изградба на кеј во должина од 400 метри. Затоа што ветува изградба на отворени спортски игралишта во основното училиште Свети Климент Охридски. Тој треба да добие подршката, затоа што во неговата програма ветува заедно со подршка на владата реконструкција на средното училиште Свети Наум Охридски. Ветува и реконструкција на ученичкиот дом Свети Наум Охридски. Исто така ветува современо уредување на градскиот площад, изградба на мал площад и парк во Самаков, како и реконструкција на домот на културата 25 мај. Заедно со негова подршка ќе направиме максимални напори да си добие сувенир од Самаков собственик и да ги врати работниците на работа. Веќе е во процедура новиот тендер, кој што ќе биде 3 месеци и кој за да им даде простор на потенцијалните инвеститори кои што се сериозни да направат due diligence, да направат вабинско истражување и да достават понуди, со кој што ќе може после 3 месеци да се избере најповолниот понудувач кој што реално ќе рестартира фабриката, а не како што преходно ЦДСМ беше направила, му го дадоа на некој грк за да го експлоатира и на крајот сакаше да ја однеси и опремата. Па едва е таму на граница
према Грција се фати да му се одземе дел од опремот. Нас ни треба сериозен инвеститор, таму, кој што сериозно ќе си ја фати работата и ќе почне луѓето да ги враќа на работа. И за тоа се трудиме и за тоа работиме и секако со градоначалникот уште повеќе ќе сработиме нешто на тој план. Драги пријатели, на Македонски Брод му е потребен градоначалник кој што ќе биде образован човек, човек кој што ќе има отворени врати во водата, за да можеме да му помогнеме на Македонски Брод. Човек кој што ќе знае каде нешто може да побара за Македонски Брод и каде што секаде ќе му бидат отворени вратите. На Драган Авсевски, во сите институции му се отворени вратите. Затоа што сите го знаеме како успешен, како честен човек, како одговорна личност и како човек што си го сака Македонски Брод и што сака нешто да направи за граѓаните во Македонски Брод.